Дечки, здраво. Јас сум Мико, верувам дека, не верувам, туку знам дека со најголем дел од вас не се познаваме, но затоа сме тука за да се запознаеме. Ова што го гледате е кладилничарски муабети со мене, односно кладилничарски муабети со Ико. Како дојдовме до идејава, дечки од Моцарт, која посетиле кладилницата позади универзална, слушнале колку убаво дискутирам, како типувам, демек ги знам работиве, смислувам убави тикетчиња и не ќе да бидат привилегирани тие само што одат таму да се кладат, па рекоа дајте ќе направиме едно мало мини шоу да моиве размислувања ги споделам со сите вас. Значи, ја гледате прва епизода од прва сезона, се надевам дека ќе има повеќе ако ви се свиѓам. Ако не ви се свиѓам, слободно имате долу коментари, може кој што сака да напише, спремен сум за сите критики, па и пцуења, не се љутам да ви кажам одма. Билтенот ни стигна. Значи мора да се пофалам. Ова е прво издание на Билтенов Петокот са бајле, уште мириса уште на печатница. Зашо го сакам Билтенов од Моцарт? Најголем проблем, знаеме кој е. Дома ливче напишеш на раат. Женати те гледа на попреку, како, зашто, што се кладиш, што приш. Е, сега што е туку убаво? Не е ова Билтен класика, бројки, букви, шифри, коефициенти. Ова ти е, брат, спортско списание. Зашто? Си го отвориш, за секоја лига по нешто. Текстчиња, убави, фино, лепо, објаснето, анализирано. У недостиг на спортско списание кај нас, ова е најблиску што може да добиеме и плюс битна работа, можеш да си го шверцаш дома како материјал за читање, а не материјал за кладење. Друга битна работа која ќе си донесеш Билтен дома. Сите имаме паметни телефони, си одиш, си даунлодираш апликација на Моцарт, што од вчера, од завчера сега ми кажа, освен за Android, достапна и за iOS. Значи си симнуваш, си седнуваш дома, на тенане, жена ти не те кара дека те нема дугачко време дома, си дзиркаш утакмици и си правиш брз тикет. После тоа, нема редици чекање, нема сгрешени тикети на шалтер, само си кажуваш шифра, искача тикетчето, после понеделник, шклоп, на исплата. Ја да ви кажам, овој Билтен кој ми го донесоа, освен што е прв искочен од печатница, малце се превозбудив, а тоа е ради насловната. Значи, ја гледате најавата, имаме джипче, имаме наскоро. Сега како ми гори душава да ги кажам што точно ве чека, ама не смеам ми забранија, бидејќи е рано, али за тоа следете ме за емисија 2, све ќе ви стане јасно, значи. Ја секојаш си зијам ново билтенче, значи не е отворено. Зашто? Еден апел да упатам. Ве замолувам. Билтенот е бесплатен, без шкртање внатре. Зашто? Зашто после јас ќе го отворам, или друг пријател, или колега кладилничар, вие сте обележиле што се сакале да играте, ја од дома едно си мислам, доаѓам во кладилница, ми правите сугестија. Значи да не дозволуваме на нашите грешки другите да патат. Ако си шкртнете во Билтен, бесплатен е, има и за читање, жглап си го склопуваш, под мишка, дома си го носиш, значи. Ве молам. Мислам дека е време да направиме една добитна, значи сега. Си вртиме. Ова рачунам све дека ви е прочитано напред што се анализите. Ошо као ќе пишеш липше добитно. Англија премиер лига. Значи овде Арсенал лошо тргна, али ја како ги гледам од коло у коло каква игра имаат, значи они ми се фаворити од оценка. Да не речам сега да не викате вакви такви Арсенал, шампиони 100% нема да бидат, али Кристал Палас на гости ќе ги чукнат со гаранција. Значи 2-0-0-9, двојка. Дерби утакмициве, другиве не ги пипам, Манчестер Юнајтед, ми се сумливи да ви кажам, им се собра утакмици периодов, али Тотенхем Сити, таму си чекам голчиња. Сити да, јаки се, појаки се, ама ќе има туку отворена игра, нема Тотенхем што да загубат. 20-11, гол, 3+. Морам да ви кажам дека овие
пониски лиги у Англија многу ги сакам, ама кога за прв пат за не речете овој се прави стручњак, ги знае таму 5-та, 6-та лига, 7-ма, нема да ставаме од овие. Нема непотребно колнење, али ќе се запознаеме, ќе дојдеме и до тоа. Шкотска имаат Лига Куп, од две полуфинали ќе идам на тоа со поголем коефициент. Абердин Рейнџерс, двојка. Мислам дека тука ќе си дојде финале Рейнџерс Селтик. Убаво е една таква утакмица да изгледаме друг викенд. 24-32, двојка. 1.85 локум. И Холандија не можам да одолеам на голови да не изигра. Тука ги бирам одма Ајакс, Феенорд, директно таму ми падна поглед. Значи тоа ти интуиција, кога ќе погледнеш една, не ја прескокнувај, размисли си, стај си ја, после кога ќе искачаат резултати, ти си ја прескокнал, па таа мислев да ја ставам, ова, па другарите не ти веруваат, пукај одма Ајакс, Феенорд, 3+ само. Што прочитав напред дека овие Феенорд многу не ими дека нив на гости. 16-18. 3+. Шо убаво за цел викенд имаме утакмици. Германците не ги сакам викендов, одма ќе ви кажам. Италија. Лацио Интер. Ова е гол 3+ од авион, плюс мераци у понеделник се игра 8,5. Цел викенд сите ќе си ги фатиме, дај Боже, и понеделник вечерна си ја чекаш за парички. 10-10, гол 3+. Па и шубава шифра 2 десетки. Нема промаше. Шпанија. Викендов у Шпанија, не ќе да ги спомнам и на насловно има Ел Класико. Али не ги ставаме, зашто? Па да уживаме малце у фудбал, да си погледаме, без да се нервираме. Си стајал, ке си скочило двојка и обратно. И плюс уше прва емисија, сега да не речат овој ги фаворизира Барса или Реал, знам дека има фанови најмногу и на едниот и на другиот. Ја идам на Атлетико Мадрид. Изгубија неделава 4-0 од Борусија. Не може уште еден дебакал да им се деси. Ке мора да се вадат против Соседат 40-13. Атлетико Мадрид Соседат, кец. А ова у недела 4:15 си гледаме Барса Реал. Ова само да знаете, од кога воведоа вар во Шпанија, ако идете негде да гледате утакмица, кажете си дома дека поише ќе трае. Пошто сега како им воведоа вар, како глумат се тркалаат, тие на непостоечки фаул по една минута се тркалаат, па ова дур да отиде судија да истрча, па да провери, па на успорена снимка се тркала, тој од една минута станува 3, почна утакмиците да траат као бейсбол у Америка. Значи, одвојте си поише време, одма да ви кажам, ова на дербиво ќе има лежење. Французиве. Ќе ги пресокнам. Многу ме мами ова Марсеј ПСЖ да гол 3+ да ја удрам. Ама тоа Марсеј ми се неиспитан тим, плюс ПСЖ нерешено изиграа со Наполи, сега може да им се истурат 0-5. Белгија. Белгиците ги сакам, морам да ви кажам. Така опуштено се игра, така и вака ќе си најдам некоја по стандард генг. Одма ја ставаме гол 3+. 18-06. Или 3+ само ќе ја ставиме. Ме лаже некако коефициентов и башка доста е. 7 надпревари, пристојни коефициенти, бонус ќе израчунаме, ја по моја рачуница овдека 36,38 коефициент. За 100 денарчиња, 3600 денари, жглап, решени сте за викендов. Викенд одмарате, парички правиме. После да го платиме ова само, да не искочи вака само за телевизија. Зашо е екстра да се игра у Моцарт? Значи, само што ми го покажаа, ова може да окрстиме и луд тикет на колото. Значи, дечкото или девојката, да не грешиме душа, си уплаќа 150 денари
Добивката е 51.968. Што е битно? Си наредили утакмици мал коефициент, арно ама си лапале бонус 60%. Значи, сите утакмици, 12, 2 плюс и 3 плюс. Знаете, кој играте иста игра, коефициентот да ви биде над 1,30, у Моцарт има бонусче. Значи си ги наредил човекот, од 6 саат сите што почнуваат, жглоп, 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 една по една, со 2,5 евра, па скоро 1000 евра. Нека му се честито. А вие, секој што има интересно тикретче, дали ве зафркнала една, дали сте фатиле, праќајте ни слободно инбокс со коментари, сакаме да ги прочитаме сите да ги видат. Еј, знам дека за некој од вас можеби е касно, бидејќи сезонава фудбалска веќе започна увелико, али имам еден совет. Значи, уплаќање претплата за телевизија со пакети за фудбал, никако. Зашто? Ке ви објаснам зашто. Пошто во Моцарт може да си отидете и на раат да си гледате фудбал. Ако имате дома од пакетиве со телевизија, што ќе кажете на жената или на девојката? Ке те праша кај одиш, зашто се во кладилница да гледаш, нели можеш дома да гледаш, нели ти чини каучот, досадна ли сум ти? Вака, ако те прашаме, нема за да уплатиш за дома. Нема, сите ги укина, мора у кладилница да се гледа. Па, ефтина претплата, у кладилница друштво, патичињата, да те нема 2 сати рад. Еј, дечки, значи, фала што не гледавте. Најбитно што е да направите, subscribe на нашиот канал, за стално да ви стигаат нотификации кога ќе скочиме со нова емисија. Ние се гледаме другиот петок, а битно е дека како што ќе доаѓаат емисиите, ќе имаме и подарочиња, така да нема ништо зијан да си стиснете едно subscribe.